Американските избори ветуваат пресметка меѓу двајца непопуларни кандидати. Етниот зафатен со прашање за неговата возраст и способност, а другиот се соочува со федерални кривични пријави. Но иако 63% од анкетираните американски гласачи се незадоволни од понудените опции од двете партии, демократската и републиканската, сигурно е дека следниот председател ќе дојде од една од нив, како и сите други председатели од 1856 година. Доминацијата на двопартискиот систем може да е чудна. Во американскиот устав нема ништо за политичките партии, а Џорџ Вашингтон, првиот и единствениот председател избран без политичка партија, предупреди нова. Но дури и пред тој да ја напушти функцијата, во неговата администрација се формираат две фракции кои ќе станат првите политички партии во земјата. Од тогаш партиите понекогаш се делат, пред што се формираат нови кои ќе ги заменат. Новие пресврти обично се наследуваат во нов двопартиски систем. Главната причина за ова е тоа што американскиот изборен систем најмногу се потпира на гласање во кое гласачите може да изберат само една опција, а кандидатот со најмногу гласови победува на изборите. Овој систем ги охрабрува различните фракции и интереси да се здружат во една партија, за да имаат шанси да ги победат своите противници кои го прават истото. За разлика од САД, земјите со повеќе партиски избори често имаат попропорционална застапеност во која секоја партија добива дел од парламентарните места според добиените гласови. Други системи вклучуваат рангиран избор или повеќекратно гласање каде гласачите може да гласаат за поодржлив кандидат ако е потребно. Сепак, дури и повеќепартиските избори често резултираат со либерална или левичарска коалиција наспроти конзервативна или централно-десничарска. На некој начин, двопартискиот систем ја одразува природата на политичкиот спектар. Досега во САД кандидат од трета страна не станал председател. Честопати кандидатите од трета страна се обвинети дека действуваат на начин што ги пренасочуваат потенцијалните гласови од кандидат на главна партија. Сепак, бидејќи гласачите се чувствуваат се понезадоволни од опциите, изборниот циклус забележа обновени повици за изборни реформи и поддршка за кандидати од трета страна, како Корнел Вест и Роберт Кенеди Џуниор. На изборите се предвидува дека трети страни можат да влијаат, иако можеби не на начинот на кој нивните гласачи би можеле да се надеваат.